Партијата за демократски просперитет на ромите денеска организираше пресконференција на која упати критика за исклучувањето од електрична енергија на семејствата кои живеат во старата касарна во Кочани. Председателот на партијата Аксел Ахмедовски оцени дека се работи за нехумана постапка на локалната, но и на централната власт, кои со години не го решаваат статусот на семејствата кои живеат во субстандардни услови. Зошто досега не им се решава стамбеното прашање на луѓето кои што живеат тука во крајно мизерни услови и некако се ствара впечаток како да се занимаваме само со овој проблем во Кочани. Меѓутоа, повод и причина и провокација за нашите настапи овдека дава локалната ненародна власт во Кочани, истовремено и од централната власт која што со своето непостапување, односно пасивен однос, допринесува постојано да правиме вакви настани. Меѓутоа, денес сме тука да ја запознаеме по широката јавност за крајно недемократското, односно душманско постапување кон овдешните граѓани, а припадници на ромската заедница, а тоа е тоталното нивно исклучување од електричната мрежа со откорнување на бандерите, со тешка механизација и дури со полициска асистенција. И со војска. Погледнете само како власта постапува со овие луѓе овдека, кои што немаат никаква заштита. Ги оставаат на милост и немилост, едноставно ги третираат како да се представници на некоја криминална банда од највисок степен. Направете еднаш позитивна промена во вашето однесување. Вие сте одговорни за животите на луѓето. Имате обврска да им го подобрите животот. Доста со покажување на сила и правдина врз најсиромашните. Од партијата за демократски просперитет на ромите ја повикаа локалната власт да преземе конкретни мерки наместо да организира јавни трибини и да троши пари за подигање на свеста на ромите. Јас како советник планирам понеделник да предложам точка, односно воредна седница, да ги свикам советниците, да поднесам единствена точка со која ќе настапиме за решавање на проблемот на ромите со електричната енергија. Доста беше со манипулации, само да довагате по ромското мало, да питачете по гласови, да манипулирате со нас, да тражите поддршка. Овие граѓани ве направија да видите луѓе да седите на фотелите, да земате по 3000 евра плака. До каде е со решението на овие граѓани? Дали е подготвена планската документација за да се изградат тие наречени така наречени типски куки, за да ги изнесеме луѓето од оваа депонија. Тука мислам дека куче нема да седе, а не па луѓето. Во старата касарна, која е лоцирана во централното подрачје на Кочани, живеат 20 ромски семејства, за кои пред неколку години беше почнат проект поддржан од владата за изградба на наменски објекти за домување на друга локација. Поради реакции на местното население, проектот тогаш беше прекинат, а семејствата останаа во објектот што е изграден пред 10 децении, кој што се распаѓа.